Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, почитуван колега Пренчов. Ми направивте мене малку конфузија, затоа што ова што го говоревте е типичен говор на опозиционер, на човек кој што доаѓа од ВМРО-ДПМН, некој што ги презентира бројките онака како што сака да ги презентира, да вади работи онака како што сака да работи, се со цел да сето она што може да се оцрни и да се прави перцепција помеѓу граѓаните дека нешто не е како што треба, дека треба, не знам, да има дополнителни протести и така натаму, се со цел да се најде начин да дојде на власт. Но кога доаѓа од пратеник кој што доаѓа од Гром, слушајќи ги изјавите кои што ги имаше вашиот председател за шпицниот кандидат Мицковски за тоа како делувал, како функционирал, кои се неговите манири, методи, малку ми прави конфузија и тоа прави, верувам, конфузија кај сите граѓани, но не и се, тоа е што е. Во делот на бројките кажав дека многу често сакате да ги вадите само оние работи од ребалансот, да ги вадите оние податоци кои што можеби ви се поволни, ви одговараат, кои што можеби даваат некаква слика на нешто што е, или на нешто што треба да биде, или на нешто што сакате да биде. Но добро е кога за бројките говориме и кажуваме со факти и со онакви какви што се. Јас знам дека тоа го правевте изминатиот период, јас знам дека тоа е начин и метод на функционирање на колегите кои што доаѓаат од ВМРО-ДПМН, се со цел колку што може нешто што е за граѓаните да се оцрни, нешто што буквално да се презентира дека не е добро. Тоа го правевте и кога ги носевме пакетите мерки. Бидејќи ги споменавте 6 пакети мерки вредни 1 милиарда и 100 милиони евра, насочени директни пари кај граѓаните, и тоа не го кажувам јас или моите колеги од позицијата, тоа го кажуваат и светски реномирани институции, меѓународни организации кои што велат со таа помош и со тие сет пакети мерки се спасени преку 60.000 работни места. И да не беа тие пакет мерки, и да не бевте толку лицемерни и да помогневте час поскоро, тие пакет мерки ќе беа реализирани и сега можеби ќе спасевме уште повеќе работни места. Но кога се станува збор за пакет мерки и кога доаѓа некој кандидат, бидејќи го споменавте некој колега со скафандер, реагирате и укажувате дека тоа не е добро, но кога ваши колеги ќе дојдат за да буквално гласаат недоверба на влада, тогаш е окей и тогаш е добро и може и треба да доаѓаат. Тоа е лицемерие. Затоа велам дека треба да се водиме од грижата за граѓаните и треба час поскоро да носиме она што е потребно и она што е важно за граѓаните. Така и сега, јас не велам дека овој ребаланс е најидеален. Јас не велам дека овој ребаланс ќе ги реши сите проблеми на граѓаните. Јас не велам дека овој ребаланс буквално сето она што е како проблем ќе го реши, но е во насока да им помогне на граѓаните. Тоа што секојдневно излегувате тука на говорници и кажувате, не само вие, и останатите кажувате дека ги вадите само лошите аспекти и страни на ребалансот и кажувате дека сте против овој ребаланс, јас ќе ве прашам дали сте и против покачување на платите во образованието и платите останатите во сите сектори. Дали сте против покачувањето на пензиите? Дали сте против подобрување на стандардот и полесно справувањето на граѓаните во овие тешки моменти? Дали сте против пакетот на мерки кои што дел се опфатени и во овој буџет, во овој ребаланс на буџет? Дали сте против таквата помош кон граѓаните? Многу често најголемата контрадикторност која што кажувате и тука одговорница, и не само вие и останатите, велите ние сме против задолжување, ние сме против да има приходна страна од делот на акцизите и даноците, а сакаме повисоки плати. Па ајде тогаш ако сте за тоа, и многу често и на останатите комисии ве слушаме, ајде ние како пратеници сите да побараме побрзо оној процес Талир 2 да се реализира и Белата палата и останатите ваши партиски седишта кои што се утврдија дека се криминално стекнати, побрзо да се продадат и тие пари дополнително да покријат оваа дупка која што имаме во буџетот, која што патем е настаната од светските кризи. Економска, енергетска и од агресијата на Русија во Украина. Така да, дајте да бидеме, да видат и граѓаните дека она што го говориме тука во собранието и секаде по медиумите, стварно го мислиме и дајте да побараме тоа да се заврши час поскоро, пате писите,
лустерите, плафоните, паркетот, видовме колку вазната, видовме колку вреди и видовме колку таа ќе придонесе за во вакви исклучително тешки моменти да им се помогне на граѓаните. Така да лицемерно е, затоа можеби ова не е кон вас затоа што вие доаѓате од Гром, но ова е кон останатите колеги пратеници од опозицијата. Лицемерно е да се кажува за вакви работи и да се креира дека не знам што и не знам колку се големи проблемите, а од друга страна вашето партиско седиште е тоа што е. Споменавте во делот на образованието. Бројките не се баш онакви какви што ги презентиравте, или можеби сте излекле само дел од бројките. Јас ве слушнав и за образованието, има зголемување од 528 милиони. Во делот на платите, во образованието, врз база на диалог се донесе решение каде што со овој ребаланс ќе се опфатат рекордно зголемување на платите во образованието од 15%. Проверете, во 11 години владење на ВМРО ДПМН, тоа беше 4%. Во делот на социјалната заштита има зголемување од 5,987 милиони, односно некаде околу 6 милиони. Ја спомнавте животната средина. Има раст од 1,374 милиони од 2021 година, има раст во 2022 од 3,6 милиони или 40 милиони повеќе за управување со отпадоците или 25% повеќе од овој буџет. И кога сме кај животната средина, добро е да направите паралела што се случува во општините во кои што ги раководите. Впрочем, вашата коалиција со ВМРО ДПМН пропадна затоа што вашите коалициони партнери советници од Карпош, од ВМРО ДПМН гласаа против тргање на одредена бетонерка која што загадувала во општина Карпош. И сега, кога вашите колеги говорат за тоа како не се заштитува животната средина, треба да го имаат овој податок и да видат што се случувало. Во делот на животната средина во град Скопје, покрај централната власт, сите знаеме дека исто така ингеренции за зачувување на животната средина имаат и општините. Проверете, во град Скопје има 0% реализација. Истите тие кои што пена им фати буквално устата, кога говореа дека претходниот градоначалник недоволно се справува со животната средина или недоволно се одвојуваат средства, денеска тие спроведуваат 0% од буџетот на град Скопје кој што е наменет за животната средина. Велите со одбраната. Има зголемување од 1153 милиони денари, или тоа е 16,5% од овој постоечки буџет од 2022 година кој што го донесовме во 2021 година. Потоа говоревте за транспортот. Велевте да, се кратат. Се крати брз автобуски превоз во Скопје. Предвидени 246 милиони денари, со ребаланс се скратени сите средства. Од причина што градот Скопје нема интерес за реализација на овој проект. 7 месеци ја чекаме градоначалничката заедно со ВМРО ДПМН да каже и се допаѓа овој проект или не и се допаѓа овој проект. Па прво беше ќе го поништи, па после ќе прави ревизија, па ќе се допадне малку, па ќе се допадне многу и 7 месеци помина, средствата се скратија од нешто што ќе придонесе, да се развие транспортот во градот Скопје, да се олесни транспортот во градот Скопје и секако да имаме брз, квалитетен транспорт. Сите, буквално сите релевантни институции кои што се занимаваат со оваа проблематика, укажуваат дека ова е добар проект. И ајде, еве, почекавме градоначалничката да видиме да се реши што ќе прави, но тоа е што е, ги стопираше голем број од проектите. Во делот и на намалувањето има дел и во останатите, во транспорт и врски, но сакам да напоменам уште една работа. Тука се и средствата обезбедени преку ТАВ програмата за 94 проекти за улица и регионални патишта, кои што вие, колеги од опозицијата, го блокиравте, и тоа долг временски период. И сега моето прашање е, дали вие, колеги од опозицијата, ќе им се извините на граѓаните што година дена овој проект чекаше тука заглавен во собранието? Дали ќе им се извините што денеска тие средства не се реализирани? Што денеска не разговараме и говориме за други средства? Верувам дека
има и доблесни пратеници кои што ќе се извинат и ќе кажат да, тоа е грешка што го прави. Но ако се извините, дополнително потребно е да ги одблокирате и останатите закони кои што се во интерес на граѓаните, а тука чекаат. Во делот на помошта, велите платите е добро да растат, но сега има инфлација, инфлацијата е толку и толку проценти, да, има инфлација и денеска е на рекордно ниво цените на бензинот и на дизелот. Но ајде да се подсетиме како беше вие кога бевте. Во 2011 бензинот вредност 88 денари, минималната плата 9000 денари. Па се уште вака се присеќам како говоревте дека покачувањето на минималната плата не е добро решение. И денеска има пратеници кои што укажуваат и на јавни настапи дека покачувањето на минималната плата не е добро. Сега замислете со овие цени кои што при тоа доаѓаат, мораме да потенцираме, од светските кризи кои што се сочува не само нашата држава, не само регионот, не само Европа, целиот свет. И тоа сите добро го знаеме. Дали ќе можеа граѓаните да преживеат со 9000 денари минимална плата? Ваши истурени, вашиот најдобар советник, кој што, ако не се лажам, извинете ако грешам, и член на извршен одбор, господин Трајко Славевски, кој што беше и министер за финансии, вели тоа е најгрешното нешто што треба да се направи. Покачувањето, замислете, на платите да била грешна перцепција и грешна политика. Нека ценат граѓаните и нека видат. Во делот на пензиите, во делот на поддршката, има обезбедено дополнително 52 милиони евра за субвенции. Дополнителни на оние кои што беа предвидени и оние кои што ги изгласавме со буџетот за оваа година во 2021 година. Дополнителни се обезбедени 30 милиони евра за оперативниот план за 15.000 невработени. Тоа ни укажува дека дополнително се грижиме за стапката на невработеност во нашата држава. Денеска, во првиот квартал, е на рекордно ниско ниво од 14,8%. Верувам дека со ваквите правилни политики уште ќе се намалува, односно ќе се зголемува вработливоста на нашите граѓани. И тоа е нешто што треба да се грижиме и тоа е нешто што треба да го правиме. Многу често ве слушавме и многу често говоревте дека се задолжувате. Да, се задолжуваме. Се задолжуваме за вистински проекти кои што се во интерес на подигање на стандардот на граѓаните. И мораме да направиме. Многу често се љутите кога ја правиме таа паралела, но многу рада ја направиме. Вие се задолжувавте за гали, жални врби, за не знам панорамско тркало, за стиропор, барок и за сето она што денеска дека видовме дека таквото задолжување, таквото расипничко трошење е реален проблем. Тоа е нешто што не врати многу назад. Велите се задолжувате со вие се задолживте со 500 милиони по каматна стапка од 3,7. Ние се задолживме за да ги вратиме истите евроврзница со каматна стапка од 1,8. Годишно се штедат некаде околу 11 милиони евра со само што сме го репрограмирале долгот. И тоа кажува многу. Тоа кажува за нашето и вашето делување. Тоа кажува за нашиот начин на функционирање и тоа покажува за онака ние како сметаме дека треба државата да иде. Ние сметаме дека треба директно и силно да вложиме во граѓаните, во нивниот стандард, особено во исклучително тешки времења. Кога целиот свет се обединува, кога сите влади, буквално на сите демократски и европско развиени држави работат заедно, придонесуваат, ние се уште гледаме како одредена политичка партија се обидува преку ситно политиканство да добие одредени поени. Ја споменавте и Бугарија. Многу често ве слушавме како говорите дека не знам што се вие патриотите, ние предавниците, што све не знам сме направили, како за денеска да видиме да протест има во Република Бугарија и таму владата е под знак прашалник, не тука. Ние од самиот почеток до денеска кажавме и ги потврдивме нашите црвени линии во делот на Република Бугарија, во делот на македонскиот јазик и македонскиот идентитет. И со тоа преговарање нема. И денеска и сме сведоци. Иако се обидувавте цело време да ставите сомнеш на сето тоа, преку шпекулации, преку изјави и ред други работи, се со цел да подкопате ситуацијата и да направите една недоверба во граѓаните. А од друга страна го видовме Мицкоски. Што направи? Отиде на конгрес на ИПП, каде што во
каде што во заклучоците имаше една препорака дека барањата на Бугарија треба да влезат во преговарачката рамка, а за тоа ниту се побунил, ниту кажал нешто, туку го поддржал. И за на крај ги споменавте изборите. Ова можеби пак е повеќе кон пратеник на ВМРО, но бидејќи вие ги кажавте, ќе ви кажам и на вас. Немој да мисли дека некој ви се плаши. Ниту ви се плаши од избори, ниту мисли дека ќе победите. Ние сме сигурни дека изборите ќе бидат редовни, ќе бидат 2024 година. И на тие избори ќе ве победиме. Не затоа што го кажал Дарко, претходно Даниела или било кој пратеник од нашата коалиција. Знаете зашто? Зашто носиме вистински политики. Затоа што во вакви моменти водиме грижа за граѓаните. Затоа што во вакви моменти поднесуваме предлози кои што се за покачување на платите, пензиите, за чување на стандардот, подобрување на економската состојба на граѓаните и сето она што значи подобар стандард. Затоа, моето барање до вас како пратеник од ГРОМ, да дадеме сериозни предлози кога ќе биде и во амандманската расправа. Јас не успеав сите да ги прочитам, но има таму и дел кои што се коректни. Да влеземе кога ќе влеземе во амандманската расправа да бидеме конструктивни, да придонесеме, да помогнеме, да не се водиме од ситен популизам и ситно политиканство. Тоа не води никаде. Тоа не носи добро на никому. Јас верувам дека повеќе ќе не ценат и вас и нас, доколку заеднички пристапиме. И јас затоа и на почетокот кажав дека овој ребаланс можеби не е идеален, можеби има простор за подобрување, но е во добра насока. Добра е целта, добра е насоката, добро е да се помогне. Имаме сериозен простор каде што буквално сме подобрувале. Ги спомнавте и даночните приходи. За разлика од минатата година, 79 милиони има подобрување, односно 11 милиони има подобрување во делот на наплатата на приходите. И сето тоа придонесува да се подобри стандардот на граѓаните. Но и од друга страна, дајте да бидеме конструктивни. Дајте да на вакви работи да делуваме заеднички. Многу е важно, пак ќе потенцирам и ќе повторам, граѓаните да видат дека за вакви исклучително сериозни работи сме на иста линија. Кога се работи за покачување на плати, кога се работи за покачување на пензии, кога се работи за покачување и подобрување на стандардот, кога се работи за покачување на просечната плата која што денеска е 500 евра, јас верувам дека треба да се покачува и уште, но секако во сооднос со конкретни, коректни политики и мерки кои што ќе го подобрат стандардот на граѓаните. Ви благодарам.